Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од наши драги пријатели Мартин и Стивен. Прво ќе го одговориме на Стивен, затоа што е пократко, па ќе го одговорам на Мартин поврзано со вежбање кое што знам дека ќе засегне многу од вас. Па да го погледнеме. Стивен, не сум добил вакво прашање, али у секој случај фала ти. Локумот нутритивно, ако го гледаме, не е страшно ако изедеме едно парче, затоа што има некаде 60 калории. Страшно е што тие 60 калории, 13, тоест некаде 90% од тие калории се шекери. И проблемот не е никогаш во едно парче од нешто што вас ви е омилено или од едно парче од нешто што вие го обожавате. Проблемот е што се по неколку парчења секојдневно и тоа прави проблем кај многу луѓе, така да ако ме прашуваш дали можеби локумот дебеле, не дебеле ако го јадеш еднаш или два пати неделно по едно парче, а дебеле кога го јадеш секојдневно во континуитет по неколку парчења, или можеби различните извори на шекерите се еден ден од локум, друг ден од чоколадо, трет ден од не знам што, и се лажеш дека е тоа помалку, но малку на долг рок прави многу разлика. Малку од добри навики прави голема разлика, малку од лоши навики прави голема разлика, така да ако еве локумот би го класифицирале негде, 90% шекери е нешто што ја не би го внесувал во исхраната. Да го погледнеме и следното прашање на Мартин, тоа е поврзано со вежбање и знам дека многу од вас можеби ќе ви даден одговор во кој што и во моментов сте заглавени. Така да го видиме. Мартин, не знам дали имам одговарано на ова прашање, но во секој случај фала ти многу за тоа што си потрошил време за да ми исконтактираш и да ми го напишеш прашањето. Искрено, предпоставувам ме прашуваш за фитнес тренинг, односно за тренинг со тежини, и ако целта ти е да зголемиш мускулна маса, тоа што јас би го правел и би го советувал и ти да го правиш е да секогаш тој тренинг го темпираш некаде 2 часа после главниот оброк ручек во текот на денот, затоа што кога би имал квалитетен поедок, редовност на оброци и комплетен оброк, односно добар ручек, ти би создал одлична основа за енергија и поддршка на твојата мускулна маса за време на тренингот. После тренинг, тоа што јас би го правел е обавезно протеински шејк и начин како да во првите 40 минути му обезбедам на моето тело доволно нутритивна вредност. Двата најосновни, како да кажам, двата најосновни нутриенти во тој дел на после вежбање се гликоген и протеин. Протеините се практично градежниот материјал, ако сакате народски да се изразам, и протеините ќе почнат регенерацијата на вашите мускули кои што доживеале многу напори, кои што доживеале микроповреди во текот на тренингот, за да можат следниот тренинг да издржат поголема тежина и поголем интензитет, додека гликозата, односно тој шекер е потребен за да тоа може да си го представите како работникот во целата ситуација. Ако можеби имаме куќа која што сакаме да ја градиме, циглите се всушност протеините, додека работниците се гликозата и се начинот, односно енергијата потребна за да циглите се постават правилно, да се намачкаат и така натаму. Така да у првите 30 до 40 минути јас го правам тоа. Еден час после тој регенерацијски оброк имам уште еден оброк кој што најчесто подразбира зеленчук со протеин, дали е тоа месо, дали е тоа риба, дали е тоа не знам урда, јајца, печурки и така натаму, но тие се тие детали кои што јас ги правам и сум ги научил за пред и после вежбање. Така да, дечки, тука и завршувам по овие две прашања, тука и завршувам во оваа епизода. Фала ви и Мартин и Стивен за тоа што сте собрале храброст можеби да прашате прашања кои што навистина се на место, и ги охрабрувам сите како вас да го користате или хаштагот #AskJosif или да ме контактирате во инбокс, и ќе дадам максимум она што јас го знам, сум го научил и го правам за да ви одговорам по овие прашања. Ви оставам во здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!